Почитувани, ви посакувам добар ден, ова се пладневните вести, а во нив издвојуваме. Споразумето и прашањата за Кипар, тема на средбата Бан Ки Мун Самарас. Грчкиот премиер демонстративно си заминал на прашање на македонски новинар. 100 години од Букурешкиот договор, акт со кој се подели етногеографската територија на земјава меѓу балканските држави. Соединетите американски држави повторно ги отвораат амбасадите. Спорна само онаа во Јемен. Албанскиот премиер во заминување одби да председава со конститутивната седница на албанскиот парламент. За Бериша, новото собрание било создадено со пари и дрога. Грчкиот премиер Антони Самарас демонстративно ја напуштил зградата на Обединетите нации во Њујорк, откако добил прашање од дописникот на Македонската информативна агенција за искреноста на неговата посветеност кон споразумето. Самарас, кој што вчера попладнето во Њујорк се сретна со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, на средба на која доминирале прашањата за споразумето на Република Македонија и статусот на поделениот остров Кипар, кусо одговорил на прашањата на грчките новинари дека се разговарало за светски прашања, како и за познатите прашања од интерес за Грција. Но штом добил прашање од македонски новинар, грчкиот премиер без ниту еден збор се свртел и заминал, јави Мија. Според информациите на Државната агенција, генералниот секретар на Обединетите нации од Самарас побарал интензивирање на разговорите за да се реши спорот. На средбата на која присуствуваше и посредникот во разговорите, амбасадорот Метју Нимиц, тема на разговор бил и последниот предлог на Нимиц. Од Обединетите нации не произлезе најава за тоа кога може да се очекува следната средба поврзана со споразумето. Македонија денеска одбележува еден од најтрагичните историски датуми во незиното постоење, денот на кој пред 100 години беше потпишан Букурешкиот мировен договор, акт со кој незината етногеографска територија е разделена меѓу балканските држави. Македонските историчари сметаат дека не е можно ревидирање на Букурешкиот договор, бидејќи тоа е меѓународен договор за кој не постојат никакви тајни анекси и се однесува само на разграничување на територии помеѓу завојуваните страни. Букурешкиот договор е потпишан во 1913 година за разграничување на завојуваните страни во Втората Балканска војна. За жал, во тој момент Македонија не е субјект, туку е само дел од Османската империја и не е потписник на документот. Евентуална ревизија на договорот може да вршат само земјите потписнички, сметаат дел од историчарите. Порачуваат дека Македонија се уште ги живее и ги доживува секојдневно последиците од Букурешкиот договор. Неколку илјади македонци од Мелбурн денеска излегоа пред Викторијанскиот парламент на мировен протест против поделбата на Македонија со Букурешкиот договор. На крајот од протестот, како што велат македонците од Мелбурн, бил запален и прогласен за ништовен Букурешкиот договор. Протестот поминал во најдобар ред без ниту еден инцидент. Случајните минувачи се прашувале зошто е овој протест на македонците и кој е поводот, кога им било кажано за трагичната поделба на Македонија во 1913 година, тие останале вчудо невидени, бидејќи првпат слушнале за поделената и поробена Македонија. Сите насобрани и старо и младо го завршија протестот со едно големо македонско оро. Одбележена 12 годишнината од загинувањето на бранителите од селото Волково во конфликтот во 2001. Со комеморативна свеченост, положување цвеќе и армиски почести им одаде почит на бранителите од село Волково, кои загинаа во конфликтот во 2001 година. Почит одадоа семејствата на бранителите и градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Сдруженијата на бранителите, представници на Министерството за одбрана, но не и министерот Ала Џафери, представници на политички партии. Историјата и спомениците бележат вкрстување на времиња и генерации, а тоа зборува дека нашите граѓани го негуваат споменот на нашите херои и му даваат почит на заслужните, беше истакнато на одбележувањето на 12 години од смртта на бранителите.
Албанскиот премиер во заминување Сали Бериша, кој ќе биде највозрастниот пратеник во новиот законодавен дом, одби да ја раководи конститутивната седница на парламентот, закажана за почетокот на септември. Бериша, кој на денот на изборите рече дека ќе ги признае изборните резултати, подоцна се предомисли и изјави дека не ги признава бидејќи се изманипулирани. Одбивањето да раководи со првата седница на парламентот било од причини што овој парламент бил создаден со пари од дрога. Соединетите американски држави соопштија дека од утре ќе ги отворат сите амбасади затворени претходнава недела, освен амбасадата во Јемен. Белата куќа соопшти дека и натаму ќе биде затворен и конзулатот во пакистанскиот град Лахор. Соединетите американски држави на 4 август затворија 19 амбасади и дипломатски представништва на Блискиот Исток и Африка, откако разузнавачките служби откриле мејлови на високи оперативци на Ал-Каида во кои се разменувале информации за подготовка на напади. Пожарот источно од Лос Анџелес во Калифорнија, во кој 6 луѓе се повредени, се прошири во текот на ноќта и околу 2000 луѓе беа принудени да ги напуштат домовите. Пожарот зафати површина од 7200 хектари, за негово локализирање се ангажирани 1800 пожарникари. Меѓу повредените се 5 пожарникари. 8 хеликоптери учествуваат во гасење на пожарот, а досега е запрено само 40% од огнената стихија. Причината за пожарот се уште не е утврдена. Разговорите на високи представници на САД и Русија во Вашингтон беа позитивни и прагматични, изјави извор на американската администрација. Министрите за одбрана на двете држави, Чак Хегел и Сергеј Шојгу, се договориле да продолжат војните вежби на двете армии, како и да се воведе директна врска со видеолинк за да бидат во постојан контакт. Државниот секретар Џон Кери изразил разочарување со одлуката на Русија да му одобри азил за Едвард Сноуден, но за тоа било разговарано кратко, бидејќи двете страни сметаат дека тоа прашање треба да им се препушти на надлежните правосудни и полициски органи. Американскиот председател Барак Обама најави дека ќе побара реформа на програмата за разузнавачки надзор на интернет и телефонските комуникации, кои изминатите месеци предизвикаа бурна полемика во САД. Обама истакна дека ќе биде воспоставен поголем надзор над програмите на Националната безбедносна агенција и како еден пример наведе формирање на дворешна комисија составена од поранешни разузнавачки лица, представници на организации за заштита на човекови права и правници кои ќе следат детали од програмата. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун повика за смирување на насилството и помирување во Египет. Тој изрази загриженост за политичката состојба во Египет, но и подготвеност да помогне со решенија со кои ќе бидат исполнети барањата на египетскиот народ. Пред се мора да се избегнат акции и декларации што може да се протолкуваат од другата страна како провокација, нагласи генералниот секретар на Обединетите нации. Во Кавадарци, противпожарната служба вчера интервенирала во 4 одделни случаи. Дежурните екипи гаснеле пожар близу спомен костурницата во Кавадарци, реагирале поради запалено електрично сандаче во селото Марена и запален контейнер во центарот на градот. Најголем бил пожарот што избувна синоќа кај Брушанското мало. Поради непристапноста на теренот, пожарот го гаснеле со вода, влечејќи ги цревата од противпожарните возила, но и со противпожарни метли. Метеоролозите најавуваат за денеска дека времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Температурата ќе се движи од 24 до 35 степени Целзиусови. Во Скопје ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Температурата ќе достигне до 34 степени. Викендов на програмата во домашниот фудбалски шампионат ќе се играат средбите од второто коло од 22-то издание на првата македонска фудбалска лига. Со денешното дерби меѓу работнички повратникот во првата лига Македонија Ѓорче Петров ќе стартува второто коло од 22-то издание на домашниот фудбалски шампионат. Другите надпревари ќе се играат в недела. Фудбалерите на Вардар, која најавија одбраната на титулата и со победа го отворија првото коло, ќе имаат лесна задача на гости кај Евромил, кој е дебитант. Конкурентот за врвот Турнова, кој исто така имаше убедлив старт, в недела го пречекува напредок. Брегалница, која минатото коло имаше минимална победа над вториот дебитант Гостивар, е домаќин на заселената
Ендија. На Железара Металург ќе го пречека токму гостивар. Во последниот дуел Ренова, која зад себе од првото коло има реми со напредок, в недела на домашен терен ќе игра со Битолски Пелистар. Надпреварите стартуваат во терминот од 17 часот и 30 минути. Со повеќе информации во изданието на вестите во 14 часот, ви посакувам пријатно саботно поплат.